Повторно есен, повторно студо доаѓа, затоа сум свесен. Знам дека се проаѓа, но со години веќе мојата желба пропаѓа, коланското цвеќе што не ти се допадна. Студи секој поглед, секој миг, студи кога случајно го сретнам твојот лик. И ладно и не време, вечна зима студи како нож во градиве. И ладно и не време, и ладно и не време, повторно есен, сиво е се околу нас, до кога веќе сива е цела година. Ке има ли сонце, ке има ли оган во душава, ако заминам веднаш, ке дојде ли пролета. Студи секој поглед, секој миг, студи кога случајно го сретнам твојот лик. И ладно и не време, вечна зима студи како нож во градиве. И ладно и не време, и ладно и не време. Сега долу влегуваш? Студи секој поглед, секој миг, студи кога случајно го сретнам твојот миг. И ладно и не време, вечна зима студи како нож во градиве. По, Добро, види. Кај си бе, зе? Види. Ако се сетиш дека е оваа песна од 2018 година, Вистина, значи бе, рачунај како бега времето. 6 години се поминати од Торо 6 години има од 2018-та? па 24-та сме али октомври. Во. Нека се рачуна. Бегање, човече, времето. Лудница. Браво. Значи 5,5 години од И ладно е и не време. Ладно и не време. Ријана му влеговме. Тогаш се знаеше дека Ријана ќе биде Амбрела Ела, да. Јако. Дечки, да ви го представам, Тоа е, ако случајно не го знаете, ова е оригиналниот Супермен, Здраво. или Спајдермен, или Аквамен, Здраво. или Све. првото дете родено во дете, Република да, Македонија. Сите колку епитети имаш ве човек, танчер, пејач, све. И играч, фудбалер, бе, фудбалер не знам, постојано. текстописец сум задњо, значи не знам Вистина? дали знаеш, па не. Немам дека ти појма, ја брат, кажам, се немаме видено. Имам 2 песни напишано. Мислам 2 текста, ама никако да ги да ги направам, разбираш. Не, имам Текстописец сум јас, шиткам текстови и напишав два, никако ги имам шитна. една полка што ми стои у гради. Напишав еден текст многу добар за еден мој пријател на више постоечка музика. И песната беше врв, значи текстот од почеток до крај приказна ти прави, идеш нагоре, иде надоле. Ти го прави филмот скроз. Значи ти го вози филмот буквално. Не успеавме да се склопиме, значи да се поклопиме, некако не му одговараше. Па ја дадов на друг текстописец, па и тоа не му се свигеше, ја дадов на друг пејач. Пробав да ја добијам, значи да ја добијам музиката, да си го склопам текстов, ја да си испеам нешто Макфест, Окритфест да ја пријавам, не испадна тоа. Ке ја чувале у фиока, викаат песната, да. Знаеш како? Да. Песните кај нас се чуват и по 10-20 години. Реално, Ги излези некој младо дете, шо песна, ова ќе ма пуштиме, шак. Ако не можеш сега да ја пробеш, нема врска, ќе има некој дете ќе плати парината што се Ајде, ги. ќе видиме. Бо. Да. Христијан Проданов. Рико. Хрико. По Хрико. Рико. Леле и чеши, иначе ова песната првата не знам дали знаете. Некој овде ја правеше. Ако не ја памтам сега. Многу сум ти благодарен на Некоја песната, правеше. Да, се сеќам. Многу ми се свиѓа, реално песната е многу Да, добра. се сеќам, да, стварно име не ми е да ти Песната кажам, е многу некако убава. при срце ми легна тоаш. реално е многу.
ми се јави Хрико и ми вика, сакам да пеам, ми вика. Сакам да победиме на Макфест. Да. И викам, чекај малце, брат, ти играш едно време, се од излезе ова. Абе не, сакам да направиме. Ајде реков, ќе пробаме. И пробавме, ти кажам, право, убаво си поминавме, ми се чини. Реално беше многу убаво, да. Да, дружбата таму е ептен. интересна скроз. И после тоа бит на Охридфест. Кога беше Охридфест? Сега? Беше сега, да. Да бе, бев јас таму. За малце ќе пеев како гостин, ама нешто бидна таму, нешто се деси, не се сеќавам. 23 септември месец беше Охридфест. Бобан Василевски ми направи песна Лавиринт. Може да ја свирнеме на крај. Убаво беше на Охридфест, некако убаво се осеќав на сцена со песничето. Ми дадоа награда за најдобар дебитант, замисли. О, браво. Да, и си реков, ај ќе направам спот за песна, пошто не време нешто некако така... Да, така наеднаш дојде, да, и не успев ништо да направам и викам, ај ќе направам за оваа нешто и за оваа ништо не бидна. Види, добре дојде во нашиот свет. Знаеш како, ќе направиме за третата. Да. Вика, трета среќа, ќе направиме нешто многу добро. Дај Боже, ова текстов што го имам напишано, ќе ти го прочитам после. Дај Боже некако да најдам да го склопам со друга музика. Знам дека е ултра тешко тоа. Ке ти велев сега го направиме во живо, ама ќе очорни некој така што се ужива и да не си играме. Ултра тешко е, ќе пробаме да го адаптираме на некоја музика и ако тоа се случи, обавезно правиме текст, правиме спот заради тоа што текстот не е приказна. Да, за мене. Многу добре е. Види, тоа е да не те чуди ништо, брат. Така овде кај нас така функционираат работите. Тоа да ти кажам. Значи ќе планираш, ќе договараш, ќе платиш унапред, се ќе направиш и на крај ќе чекај, почекај, малце чекај, има време кај се брзо. Песните кога на времето е на песна годината, чекај ти кај се прво свадби идат, сезона иди за спотој снимање за песни, чекај. Тоа има процедури се ти. Не знам, види, јас сум ти нов у цела оваа сфера, сум нов. 2018 не е толку тазе, али некако ретко се појавувам, знаеш како, ќе прашам некој, ќе потпраша, па ќе не знам, ќе отидам кај некој на гостина, некоја свирка, па ќе земам гитара, микрофон, нешто такво. Ама нешто посериозно не. Па то знаеш што ми се бендисва, што не си на пример, има многу деца што се плашат и значи цел живот ништо не прават и му е страв. Да. Ти брат му влезе 2018 колку години имаше? Па, рачуне 26 сум. 26 му влезе, клиза 2018. Да, клиза дефинитивно. Да. Тоа ме бендисва кај тебе. Ако сакаш нешто да направиш, го правиш. Фала Богу, да, ја бев решен на Макфест да се појавам, никој не ми веруваше тој период, значи ја на моите дома, мајка ми, татко ми викав, ја на Макфест, па ти Макфест. Да. Не се заебавај, тука ти го иш на Макфест. Другари не ми поверуваа кога те седнав до нив. Да. Знаеш кога те седна во кафе, кафе го правиш. Ти стварно вика озбилен си, да, викам луѓе, јас сум озбилен пола година више, да. Да, така што што викаш, немам страф, немам срам од такви работи, сакам да ги правам. Ама и не треба да имаш. И не треба, реално не треба да имаш, да. Тоа што сакаш да го правиш не треба да. Особено ако ти е љубов, онака ако сакаш да го правиш, реално ако ти е страф и ако не се трудиш, заслужуваш да не добиеш ништо. Така е, фала Богу. Да, браво, многу, тоа ми се бендисва многу и не само за музиката, гледам дека општо се фудбал, ова, билјарто, не то не го спомнавме дека билјарто. Да, билјард играм и тоа се трудам, види, сакам, не можам да се задржам на едно нешто. Таков сум темпераментен сум, не можам една работа да земам да. И не ме држи место, не ме иде ум. Како би да сум, што и да не сторам. Како беше? Пепел де горам. Пекол е валјда, не во пепел не се гори, ама добро, поздрав до Роберт. Да. Не дека рече не ме држи место и одма ми мана песна. Реално стварно не ме држи место, не можам една работа да правам цело време. Тоа зборевме пред да почнеме емисијава надвор. Сакам, ама сакам и друго да правам. Значи сакам да правам музика, сакам да пишувам, сакам да снимам, сакам да пеам, ама сакам и друго. А кога сакаш и друго, и трето, и четврто, не можеш да успееш, сваќаш, кога не ти е едно единствено, дефинитивно, да. Фокус, ама види, брат, значи на крајот на денот треба да правиш тоа што да правиш среќен. Некои луѓе ги прават поке работи среќен. Така е, фала Богу. Тоа е нормално. Да. Мене знаеш колку луѓе ми имаат речено? Што се видеа снимаш или песни правиш или што? Ти не можеш сите да ги правиш. Да, што сакам ги правам, така е, фала Богу. Тоа е момент. Да. Не, ама реално да ми кажеше пред 10 години пример
15 дека ќе снимам и дека со видео ќе се занимавав, ќе ти речев ти будала се, јас неќам да застанам да сликам негде кој ќе оиме, не па друго нешто. Со тие телефоните со турмиња со камера веќе. Сега ти е тоа и ама влегов во приказната ради мој convenience што се вика, заради мене што ми чинеше. И ко ми залепи некако и па дека се поврзани аудиото и видеото и сега да ти кажам искрено многу поќе видео работам од аудио што работам. Така, да. Ама треба да си го најдеш местото кај што ти е, Да, без разлика дали е една работа или повеќе, тоа ти е местото и тоа е тоа. А ти се наоѓаш во повеќе Јас се наоѓам во поише места, човек, значи не знам како да ти објаснам, ми се чудат луѓе за ова костимиве што ги спомна, како вика имаш желба да го правиш тоа. Зашто да немам желба, значи мене ми е многу јак филинг, онако ќе се облечеш и сега конкретно еве маратони ги збориме. Трчаш у Супермен, костим, трчаш 21 километар. Уопште не е лесно, баш кај јас не трчам секојдневно. Значи го трчаш 21 километар, ама по пат има по 5-6 дечиња кои што ќе ти дигнат рака и ќе ти мафнат, еј, Супермен. Тоа е тоа. Тоа го трчаш и тоа е. Браво. Луѓето не го разбираат, пошто не го прават, ама да почнат да го пробаат, ќе видат како е. Јас да ти кажам сега велиш 27 километари и онака си се чешам на да, рака да си викам 27, 27 километар. Значи ги одиме, пример, ќе одиме негде со невестата на патување, пешачиме по 10-11 километри душа да не излегва. Си 27 да ги трчам. Ама, ова што го кажа со костумите, ако има деца што ме гледат и што мафтат, отпусти срам ќе ги истрчам, пош ќе умрам после. Енергија ти даваат. Јас така првиот маратон мислам полумаратон го истрчав. Се пријавив и јас сега да не се повлечам, да не си го повлечам зборот, сум се пријавил, а викам Спајдермен костимот ќе го облечам. Кога видов каква реакција има од публиката, не ми се прекинуваше. И земав Скопје, Охрид, Битола. Битола имам трчано многу пати со костимите. Сеите имам и снимано таму. Имаш и снимано, Мислам Аквамен дека беше тоа. Аквамен бев последната година, да. Убаво е, не знам како да ти го објаснам, убаво е чувството да видиш дека некој се радува за тоа што ти си се појавил на некој начин. Јако е, брат. Ама му го правиш филмот, гледам дека и медиумите го ги клават за трката, пример, ти си во преден план стално, пошто си различен од другите. Победниците се победници, ама Супермен трчаше, или Аквамен вртеше со копието го се вика. Сега имаат промоција, мислам дека Охрид и мене ми има на слика Аквамен како трча покрај езеро, сваќаш. Ако излезат поќе во костуми, бараш авторски права? Не, ама ќе ми биде мило. Да. Знаеш како, јас се зезам со луѓето цело време, мислам, се зезам и не се зезам, знаеш, секоја шала пола вистина, трендсетер зборот, знаеш и шо е трендсетер. Првата година 2017 јас се појавив со Спајдермен костим, никој не знаеше дека може да се појавиш со костим на трка. Сега на последниот визер и на 5 километри и на подолгиве трки имаше луѓе у костими. Имаше некој во одело, имаше некој џокер нашминкан со. Убаво е, сакаш ги гледаш луѓето се забавуваат додека го прават тоа. Така што мило ми е, искрено ми е мило, да. Една идеја од мене вака рандом се гледам. Треба да се соберите луѓе, сигурно ви има текнато и да направите или Avengers или овие Justice League како се викаат. Да се трча, нешто такво. Екипа се соберите и 5 души трчате пример во DC костуми или во Marvel костуми онака. Нема луѓе кои што види, тие што луѓето што трчаат на подолги стази се спремаат. Значи се спремаат за трчање. Нема за сега ако се спремаш ти, ако земеш едноделен костим да ставиш на тебе, тоа е нема шанси. Ќе се зезнеш, времето ќе си го расипеш и така. Јас го правам пошто. Пошто не трчаш за време. Не трчам за време, да. Да, не, ама треба му текни на некоја да се присоберат екипа. Треба, реално да. И да истрчат онака 5 души кои излезат едно до едно. Ако има некој, пишете ми. Да, вете се кај има тој костуми ќе облечи. Не правам костуми. А че ти ги шиеш? Јас ги правам костимите, мајка ми ги шие. Јас мислев ти онака. Мајка ми ги шие, кога ќе најдам жена, вајде жена, така ќе ги шие, не, шал. Ако најдеш жена што шие, брат, ќе те частам и јас ќе ти носам костуми да ми шие. Еде, татко ми нашол жена што шие, мајка ми ги шие костимите, да, поздрав до неа. Оние пропс што ги викаат ги правам на 3D принтер.
Браво. се снаоѓам човек, Браво, пошто ми е браво, мерак да го правам тоа. Јас да ти кажам најдов жена што готви многу и затоа сум 20 Тоа кила е попна. топ, да, тоа е исто. Затоа држам гитарата вака, да век немам стомак јас с гитарата, така чисто. Да, тоа е убаво. Информативно. Убаво и тоа. Ти женитба слабо некако. Не, има јас време. ти кажав, треба фокусот да ти биде Треба, на работа. треба. Не можеш да се шалам. све да правиш и ова друго. Ова е тој муавет што не можеш да го избегнеш дома, Кога ќе те жениме. пошто неделно попладнение Да, сега, да. собрани се фамилиарно, гарант некој си вели покрај краните него која ќе го жениме. Да, 100%. Ако имате некоја керка вака како за крико, еве го човекот тука, костими, све што треба. Инстаграмот ми е Хрико Рико. Муфте реклама Да, вака, да. на телевизија и на Инстаграм и на TikTok. И Браво. на TikTok, може. Браво, браво, браво. Кажи ми, брат, дали би сакал уствари да правиш музика и што стил на музика би правил сега? Пошто ете, ја направивме Невреме, ќе ја направиме и Лавиринт сега после муавето. Што стил би направил сега музика? Што слушаш ти дома во слободно Да ти време? кажам искрено, све слушам. Значи слушам од поп-рок до панк, слушам джез, слушам се зависи од мудот што ми е моментално. Сеќаш, не знам, сабајле ќе си пуштам некој чил микс на YouTube, ќе си слушам после тоа ако некој ме напне пример на работа, ќе пуштам некој рок да ми свири дома, Некој Валхала, да, онака. нешто такво, некој метал, да, буквално, значи све слушам освен овие кој ќе рече некој не слушам турбо фолк. Не брат, слушаш турбо фолк, пошто идеш у кафана Гарант или идеш на свадба или Да. значи слушаш да се Дефинитивно, договориме, само не го пушташ Дома. за твој кеј, Да, не бе, го да. пушташ дома, иначе слушаш. Исто. Така, да. Така што немам некој правец кој што ми е земен да речеме за мене. Невреме и Лавиринт ќе ја чуеме, само кога ја свириме после ќе видат луѓето Ќе ја направиме одма. да, дека е малце поразлична од Невреме, малце е побрза, појака. Така што тука сум мојата не е јака. се шала. тука сум негде. Оние како што ги викаат, не знам, шлагери, не знам такво нешто и некој поп стил, тука сум. Убаво ми е она и да е малце брзо, пак е на некој начин смирено, знаеш. Да, бе, да. Да. Со смирение некое. Значи, види, Да поп уживаш стил во музиката, и бе. кај да е ќе преминиш во Владика со И смирение. во Владика, онака, немој така во Владика. Еден ме застана на паркинг и вика, друже, ти у попско да не учеше, не викам те молам, продолжи, окей. Нема врска што и да си Да, учил да. што има везе. Како беше, ај пушти ме Лавирин да чујам една секунда. И ние лабави сме овде, значи Да, си си- пушта на си телефон, пуштаме, да, да чујам и ќе ја свириме, не е проблем. Само сега. да чујам како беше, да ме потсетиш. Сега ќе почни, ќе почни гаја. Можеш. Ајде, амани. Че имам тука, ама- пише ли текстот овде? Боби го ставил ли? Сите сакате пеачи, видите Леле, никој мене текстој не и памти. па и коментари има на овој YouTube, бе, човек. Не сум ги видел јас. Ајде, прочитай некој Не, коментар да си види. стави лајкови тамо, срциња, све како што треба. Не, ако прочитай, ќе се посмееме малце, не е проблем. Сакаш стварно да ти прочитам? ама не- Сериозно. Не, ама Шо не. коментари до, јас немам видено. На Невреме има многу поише коментари. Да, немам проверено, да ти кажем право. Хотел Калифорнија пред 6 месеци вика неко за живота остави хајр. Хајр чешму, а неко лиепу песму. И со 4 пехари. Да ви гледа. Видиш ли бе? Што ви ти рекле на Бајро, гледа сега што си направи. Што си направи буквално. така. Да, видиш, не сум приметил дека има коментари на песна. Вака некако беше. Па не знам, ќе видиме. Ќе пробаме што ако не е таа. Више. Малку љубов значи се. Може би долго чекаше. Па така нешто. Така некако. Да се разбудам од ова лудило и да почнам одново. Туруру. Чиста совест, пусти наивни. Ноки непреспиени. С тебе ќе дадам се, пак да губам не може. Знам дека има надеж, прости ми за се. Најди начин и остани, се што минало заборави. Најди начин, препушти се,
Една љубов срца две, најди начин и остани, се што било дај заборави. Најди начин, препушти се, на седмо небо биди со мене. Песниче. Биди со мене. Зато јас што не знам, тоа е друга работа. научиме ќе биде боле. Да. Како идеше добро, доста. Нема врска, Добро, јас ја загрежив, малце не знам песната реално. Супер, еве, ќе ја чуеш, треба, тоа е домашна задача. Кажи ми брат, во фудбалот има пари, бе? Така чисто информативно ми Види, текна. у светскиот фудбал има пари. Ако те Така? интересира, кај нас нема пари. Кај нас А ти не за Реал Мадрид. Кај нас треба ги Да, даеш да, за да заиграш. Еве, и моментално Тоа е имаме некои турбуленции у репрезентација. Правиме катастрофални грешки, нешто се дешава, немам појма, не сум навлезен до толку. Порано бев многу по фудбалот и мислам дека тоа ми е едина работа за која што се каам у животот, што не заиграв, што не продолжив да играм фудбал. Ти наместо на фудбал на танци, ојде. Да бе, зами, види, активност некоја спортска сакаш за не останеш. фалеа партнери од секојаш на танци, Ето, јас така, тоа е мој. да. Име не пробаја да ме намамат. Мене- Пробаја бе, оди да, таму, мене има така чупиња, ми игра изглежда, ти, да, партнери има. фалат, не, реков, брат Да, ми да, нека да. игра, нека тера тој, јас ти си пеам. Ите, јас ќе пеам, тој ќе игра. Јас со брати се знам од танцот Да, уствари, од тоа Да, латиното, да, ритм да. плюс, Јако. таму се запознавме. Јако. Ама видиш, и тоа е еден свет што е, да не речам, во изумирање. Порано кој играше брат ми го почнуваше, се сеќавам, имаше по 120 двојки латиноамерички стандардни Сега танци, има сега 20 12 дали. има, да. Тоа е тоа. Така е, така И е. многу ми е, мислам, жал ми е што многу работи кај нас изумират, ама кој што рече, може да сме една од малкуте, ако не сме единствена, една од малкуте држави кај што треба платиш платиш. за да играш или да работиш нешто да правиш. дефинитивно. Треба многу работа да се сменат кај нас, пред се треба почнеме да си оцениме нашето, како прво дете родено во Република Македонија. Да. Кажи ми, Тоа кажи ќе ме му, прашаш. ствари не кажи ми Тоа ќе мене, ме кажи му прашаш. на луѓето. Тоа или ќе ме прашаш? 2023 беше прва година кај што одбив интервју да идам на телевизија. Така? Да, не можам, стварно не можам, ама Секоја слободно година? прашај си, што Така? сакаш да им кажам на луѓето? Не, кажи му на луѓето што треба си цениме за да сватат. Нашето бе, нашето, Првиот нашето, човек македонец што треба се да го- роди, Значи така. македонското треба да го цениме, Добро, не си првиот, таму има Александар Македонски и така натаму. македонец сум во независна во Македонија. Со така. дополнувањето е многу А, битно, така, разбираш. независна Не, република. реален муавет, нашево треба да го цениме. Се додека го величиме туѓото и него сакаме нашето. Еве, да го сакаме, ама помалце. Абе, да. Речеш, ама јас го сакам нашето. Не го сакаш доволно. Да, Сакај го, така е. сакај го највеќе на свет, значи повеќе од се друго. Така е, брат. И да не бива, кажи најдобро е. Ме разбираш? Така е, бе, брат, така е. Ама тоа е Мора, муавет. ако не, нашето нема поддршка од нас, нема од никој. Така да Тоа си е жив. муавет. Значи никој не вели, јас стално го ја правим муавет. Што сега да не слушам српско, бе? Што слушај што сакаш. Значи што сакаш слушај. Ама ако комшијата твој прави песна, без разлика што неките очи си видите море споделија, особено да, па да. роднина го Да, ти да, прави. да, да. Ние роднините не ни ги споделват песните. Тоа е да. најсмотаното нешто. Имам правено муавет. Отиве брат, пример, онака јас не оти ми не е слушам битно. таква музика, ти Отиве реков. брат, не бе брат, срамота е ќе речат луѓето, еве го рекламираш. Па тоа е поентата. Да, го рекламираш. Значи тоа е па, поентата да. да се поддржиш. Значи ако те особено ако ти е некој роднина, не можеш да не поддржиш роднина може, ве не човек. Може и кај нас нема врска. Нас може, па затоа викам, нашево мора да го сакаме без разлика дали го слушаме, дали ни се свига, дали го почитуваме човекот или не. Сакај го нашето, пошто Така ќе да е. бидеш горд на крај на краиштата. Бе. Абе нема врска и да имаш некоја конструктивна критика, нема кај нас нема конструктивна Нема критика. конструктивна критика. Сите зборат колку да се речи, овој што се занесва, тоа е конструктивната критика. Да. Кажи нешто, разбира, Види го ако будала. веќе не ти се допаѓа, кажи што не ти Види се го допаѓа. будала, Супермен ќе се облеко. Да, бе, да. Мислам, Па Па тоа Супермен е. се облеко, прави интересно нешто да е, разбираш, да влезе Да, бе, да. Значи тоа Види го будала, ама сите го приметват сите на тркава. трката. Да, што му е Сега нели му кој е е будала, топло, не знам, кој е ама. будала, не знам. Тоа е Да, тоа. тоа е тоа. Дај да испееме уште Тоа е нешто, тоа. брат, и да бегаме, оти огладнев јас. Сакаш ли? Имаме една многу убава песна, се вика Adore You од Harry Styles. Како се вика? Adore You. Adore you. Adore Како беше? you. Демек те обожавам. Да бе, еве ти ја Нема, си го. ако те јас си слушни го- жена ми ќе ти кажи Ти си уво. го- Не, да ја чујам, јас ќе ја исвирам, не е проблем, да ми ја пуштиш да ја чујам. Дај ми ја гитарата. О, Дај ми ја гитарата. Јас ти ќе засвирам. Јас ти ќе засвирам. Таму треба да седнам? Сега се смениме.
седи тука ќе ти зборна. Дај ми ја, бе. Тука ли? На средина малце и ќе фаќа под кренија малце погоре. Така. Саш текстот ти го држам. Абе види, горе доле ја знам. Аха, шо? Саш и микрофон? лице. А трзалица? Ја го стака. Че ми прави вага сега. Микрофонови или пари ми бара, онака. Знаеш, дај пивото. Да, бе, да. Ајде да видиме дали ќе се слуша. Че веќе ти дој само ушен микрофон. Че ќе пејси рајат на тој. Ајде малце лабаво, дечки. Како беше? Ете, на тој ќе си пееш, на овој ќе си свири. Walking your rainbow paradise. Може ли ова да го извадам ако не ми стои? Зашто ми смета. Слободно. Ми смета и да се наместам ако може. И се јас ке свирам и ти ништо нема да правиш. Че само... Слободен животот, брат. Walking your rainbow paradise. Strawberry lipstick state of mind. I felt just inside your eyes. Would you believe it? You don't have to say you love me. You don't have to say nothing. You don't have to say you're mine, honey. Ooh, I walk through fire for you. Just let me adore you, honey. Ooh, I walk through fire for you. Just let me adore you like it's the only thing I'll ever do. Like it's the only thing I ever do. Мислам дека е доста. Јас станав кореографија направив. Морам да го гледам текстот, пошто не ми е научен и некако ми е чудно ага. Знаеш што е јакиот момент, че малце да го извам ова за да се слушаме. Најакиот момент е што е лабаво бе, човек. Јак лабаво бе, брат. Значи почнуваш да пееш Let me adore you, нешто она. Јас дреам овде како некоја женска одстрана и си викам чекај се или поза да фатам или да земам да играм нешто да правам, ме свеѓаш. Не, ама ова не ти ја пеев тебе бе, човек. Не бе таман работа, немој не правите така. Тебе немој сега ќе чуе Милена, ќе рече што не. Абе Милена го чуе, ќе се посмеј народот што ќе речи кај нас. Поарно око да ти извад од колку народот да речи нешто. Така е. Хаос. Social media. Да бе. Тоа е да. Фала ти уште Така што че, ми дојде, брат. Многу ми е мило што Се надевам ќе се дружиме пак други пат ќе се собериме огнен оне. Може. Ќе направиме некоја екипа и ќе се глупираме тука. Договорено. И костуми ќе клаиме ако треба. Костумите Ќе го може. зајмам јас пак тој Супермен костумот од Рапче. Ти ќе бидеш Супермен, јас Да. Аквамен, пошто викаат луѓе Аквамен многу ми стоело на Па брадава, добро, на да, брада, коса, Да. калдрово муабетот, да. Мускули се соред. Фала ти Звер. Се надевам дека ти беше лабаво вака. Еј, многу во. Да, уживам јас. Мене беше скроз лабаво, особено сега со микрофоните на крајот на ти го дај ми го, така треба биде. Да. Лабаво. Лабаво. Дечки, се надевам дека и вас ви беше лабаво. Се надевам дека убаво си врвите со нас. Мораме ве напуштиме сега, жената ме чека, гладен сум, пес, направена е вечерата, треба возам, пат ме чека. Ама ќе се видиме пак во недела во 18 часо и се надевам дека и тоа ќе биде лабаво. Поздрав, имајте убава вечер.